Вести на Канал 8. Добар ден. Граѓаните реагираат за узурпирање на дел од просторот во местноста Колерски гробишта, каде наместо ветеното урбанистичко средување се уште се наоѓа деградиран терен претворен во депонија. Од општината ветуваат дека теренот ќе го уредат, а во план е да се изгради повеќе наменско спортско игралиште. Местноста Колерски гробишта останува црна точка на Кочани и од естетски и од комунален па и од здравствен аспект. Просторот, што пред повеќе децении бил обележан како неподобен за стамбена или друг вид градба, целосно е деградиран, делумно бесправно присвоен, а делумно претворен во депонија. Со години се бара решавање на неговиот статус, но и покрај заложбите на надлежните, досега од локалната самоуправа нема конкретна реализација на терен. На седницата на Советот, одржана во средината на минатиот месец, дојде и предупредување за нелегални активности, со барање да се утврди кој и зошто ги презема. Ама тоа место е цело узурпирано таму. Не знам да сега пред 4-5 дена узурпирање целиот дел таму у Колерските гробишта. И градот и оградено со жици, со мрежа, викнаа булдожери за израмнење целиот тај дел таму. Мислам, викам да не реагира општината нешто на некој да не е дал да работи за тоа. Од општинската власт рекоа дека не се запознати со случувањата во местноста Колерски гробишта, советување дека ќе преземат мерки против лицата кои бесправно зазеле од просторот. На последната седница на Советот прашањето беше повторено, затоа што советниците не забележале подобрување на состојбата. Тоа е превземано од кога господинот Акилов го постави прашањето, до сега бидејќи на теренот не гледам никаква промена. Според градоначалникот Димитровски, во локалната самоуправа се размислувало за проблемот на оваа локација и веќе бил изготвен план како таа да се облагороди и да се заштити од натамошно деградирање и узурпирање. Ние после овие сугестии направивме план, односно проект за изработка на едно повеќе наменско игралиште и во фаза на тендерирање, односно во фаза на изработка на документација, класично игралиште за мал фудбал, за ракомет, за кошарка, заградено со сите содржини кои што ги има и заедно ќе настоиме тоа да го работиме заедно со местното население и мислиме дека на тој начин ќе допринесеме да сепак се заштити таа околина таму. Освен средувањето на просторот што е во државна собственост, пред неколку месеци граѓаните реагираа и за оштетената комунална инфраструктура, односно за истекувањето фекалии од оштетената канализацијска шахта во непосредна близина. Проблемот и понатаму чека решение, со оглед што кај спојот на улиците Цветан Димов и Наум Наумовски Борче се создава голем поток од смрдлива отпадна вода, што при секој пообилен дожд им влегува во дворовите на жителите од овој дел на населбата. Локалната самоуправа на Чешиново Облешево обезбеди средства со заем за да го реши водоснабдувањето во 4 населени места. Со тоа, по подолг период, конечно треба да се реши проблемот со недостигот од квалитетна и безбедна вода за пиење за делот населението во општината. Општина Чешиново Облешево подпиша договор со Министерството за финансии за подзаем во рамки на средствата обезбедени со проектот за подобрување на општинските услуги. Финансиските средства во висина од 19 милиони и 814 илјади денари се земени како задолжување, чиј рок на отплата ќе биде 13 години, при што е добиен грејс период од 3 години. Каматната стапка е со 6-месечен така наречен еуриборко варијабилен распон. Задолжувањето ќе се реализира по пат на домошно долгорочно препозаемување преку проектот за подобрување на општинските услуги, што пак е финансиран со заем од Меѓународната банка за обнова и развој. Со средствата од проектот треба да биде изграден главниот крак на водоводната мрежа во должина од над 3200 метри. Во тие рамки ќе бидат обезбедени и сите потребни придружни објекти, како што се водоводни шахти и хидрантски приклучоци. Главниот крак ќе се протега од приклучната шахта кај селото Долни Подлог до иста таква шахта кај селото Чифлик, од каде преку веќе изградениот систем за водоснабдување, вода за пиење треба да добиваат жителите на ова населено место како и на Чешиново. Водата за пиење ќе се обезбеди преку водоснабдителниот систем на Кочани, за чие поврзување пред 1,5 година локалната самоуправа на Чешиново Облешево подпиша договор со општина Кочани и со комуналното предпријатие Водовод. Со реализацијата на овој проект треба да се реши едно од највиталните прашања за околу 3000 граѓани од населените места Облешево, Чифлик, Чешиново и Уларци, за кои ќе се обезбедат вкупно 10 литри вода во секунда.
Разговарање на телефон при преминување и непоминување на улицата на пешачки премин се најчестите прекршоци што ги прават пешаците во Кочани, констатираат сообраќајните службеници на полициската станица Кочани. Полицијата со превентивна акција за прописно поминување на пешаците на улица. Најчестите прекршоци што ги прават пешаците се тоа што не ја поминуваат улицата на пешачки премини и најчесто разговараат на телефон, со што се намалува внимателноста при преминувањето и лесно може да предизвикаат сообраќајна незгода. Затоа полицијата, односно Одделението за безбедност во патниот сообраќај при полициската станица Кочани, спроведува превентивна акција за правилно поминување на пешаците на улица. Ќе се делат флаери од учениците од основните училишта, ќе има по два ученика со станицата за безбедност во сообраќајот на сообраќајот во Кочани на 4 места, на 4 локации во градот ќе има. На ова раскрсница исто од денес почнува на Раде Кратовче, на автобуската и пред Малина, школото Малина. Се случува пешаците да разговараат на телефон и да ја поминуваат улицата, што не е добро. Во акцијата полицијата ќе ги предупредува пешаците што неправилно ја поминуваат улицата. Ваквиот начин со едукативни акции и делење флаери значително ќе треба да помогне при намалувањето на сообраќајни незгоди предизвикани од невнимание од страна на пешаците, смета полицијата. Постепено воведување на комбајни што имаат своји сецкалици за сецкање на сламата е начинот на кој може да се реши проблемот со палењето на страништата при подготовка на површините за сеидба на оризот. Професор доктор Добре Андов со совети што треба во овој момент да направат земјоделците. Со оглед на тоа што оризовата култура поголем дел од годината е под вода, а посебно оние површини што се зафатени со излевањето на речните корита при надоаѓање на реките, освен влажноста на почвата, проблем што се јавува кај земјоделците пред подготовка на површините за сеидба, се и остатоците од жетвата, односно сламата и страништата. На земјоделците им е познато дека со закон е забрането палење на страништата, но сепак тоа го прават. При тоа се гори и уништува драгоцена органска материја, што ако се врати во почвата дава добри бенефити, односно ја подобрува структурата и плодноста. Професор доктор Добре Андов со совети што треба да се преземе во врска со овој проблем. За таа работа има решение во современите земји, значи при жетвата има комбањи кои вршат сецкање на сламата, значи имат вградено дополнителна една машина, сецкалица, ја сецкат сламата и ја растурат по самата површина, така таа исецкана, растурена по површината, не прави проблем при основната обработка, односно при заорувањето. И кога ќе се заоре органската маса, односно сламата во конкретниот случај странеката, тогаш се подобрува, значи, страништето, почвата, се подобрува плодноста и така натака. Значи има голем број на предности. Затоа, додава Андов, постепено треба да се воведуваат комбајни што ќе имаат своји сецкалици и да ја сецкаат сламата, а не на ваков начин да ја уништуваат со палење. А дополнително што со закон е забрането палење на сламата заради загадување на околината и предизвикување на негативно влијание врз флората и фауната. Управата за јавни приходи ја продолжува активноста за поголема достапност до граѓаните преку така наречените мобилни даночни шалтери. Идната недела специјализираното возило на управата ќе престојува во општина Зрновци. Управата за јавни приходи има возможува на граѓаните во чии населени места нема соодветни даночни шалтери да ги добијат потребните услуги за подмирување на обврските, без при тоа да доаѓаат во нејзините регионални канцеларии. Реализирањето на активноста мобилен даночен шалтер, што е можност за поголема достапност до даночните обврзници, продолжува и во текот на овој месец. Едно од трите специјално опремени комбиња во текот на идната недела ќе престојува во источниот регион, а в петок 15 април ќе го посети Зрновци. Возилото ќе биде стационирано пред општинската зграда во периодот од 10 до 15 часот. Граѓаните и фирмите од оваа општина, без да го напуштат своето место на живење, ќе можат да ги добијат сите даночни услуги и информации, да ги достават сите видови даночни пријави, барење и слично, како и да ги подигнат документите што ги издава Управата за јавни приходи. Според календарот за работа на мобилните даночни шалтери,
Посетите на помалите населени места ќе продолжи и во наредниот период. Целта на вработените во Управата за јавни приходи е секој месец да ги посетуваат населените места каде нема постојани даночни канцеларии, како и локации кои дополнително можат да се утврдат во соработка со општините и за потребите на локалното население и бизнисите. Работилница за имплементација на ЕУ лидер пристапот во Источниот-Атлантски регион ќе се одржи в петок на 8 април во хотел Александар парк во Виница. Целта е да се презентираат активностите поврзани со ЕУ лидер пристапот и да се даде осврт на значењето на лидер како идна и партнерка во Република Македонија. Мрежата за рурален развој на Република Македонија од април 2012 година започна со спроведување на проектот Адаптација на земјоделството кон климатските промени, подржан од USAID, Американската агенција за меѓународен развој. Во рамките на проектот, мрежата за рурален развој предвиде реализација на активности поврзани со промоција на ЕУ лидер пристапот во општини од Југоисточниот Атлантски регион, во кои влијанието на климатските промени се одразува негативно врз севкупното живење на руралните домакинства. Со афирмацијата на ЕУ лидер пристапот во руралните средини, мрежата за рурален развој тежне кон развој на капацитетите на сите засегнати страни во руралните средини, со што ќе се подобри нивното знаење и способности за партиципативно планирање во процесите на носење одлуки од важност за заедницата. Мрежата за руралниот развој во партнерство со Центарот за развој на Источниот Атлантски регион ќе работи на реализација на активностите, што значително ќе придонесат во подобрувањето на одржливи практики во руралните средини во Република Македонија. За таа цел во општина Виница во хотел Александар парк на 8 април ќе се спроведе работилница за имплементација на ЕУ лидер пристапот во Источниот Атлантски регион, на која ќе бидат презентирани активностите поврзани со ЕУ лидер пристапот и ќе се даде осврт на значењето на лидер како идна и партнерка во Република Македонија. Работилницата е поделена во 5 сесии, од кои во првата ќе се прави анализа и представување на резултатите од географското мапирање на заедницата и анализата на вредностите, валоризација на ресурсите. Во втората сесија презентација на анализите, во третата усогласување и формулирање на визијата на локална акциона група. Во четврта сесија дефинирање на среднорочните цели по област и теми и во петата сесија дефинирање на приоритети по среднорочни цели. Следува информацијата од спортот. Се одиграа надпреварите од 14-тото коло во младинската фудбалска лига Североисточен регион. Екипата на Фудбал Старс од Кочани беше домаќин на своите врсници од тимот на премиер од Крива Паланка и во двете средби во конкуренција на пионери и помлади пионери забележа победа. Во надпреварите од 14-тото коло на младинската фудбалска лига Североисточен регион, екипите на Фудбал Старс од Кочани забележаат двоен успех. На игралиштето во Чешиново, како домаќини, тие се сретнаа со своите врсници од екипата на премиер од Крива Паланка и победија во двата надпревари. Првата средба се играше во категоријата помлади пионери, во која нашите момчиња немаа многу тешка задача, со оглед што гостите се последно пласирани на табелата, па лесно успеваа да го загрозат нивниот гол. На крајот надпреварот заврши со победа на Фудбал Старс од 3:1, со што екипата сега има 37 бода и останува на второто место, со 2 бода за останување зад лидерот Нью Старс од Скопје. Според тренерот на кочанските младинци, има и објективни причини што екипата која долго беше на врвот им го препушти првото место на скопјани. Ние сме на делба на првото место со нашиот конкурент Нью Старс од Скопје. Надпреварот таму го загубивме и затоа сега сме на второ место. Имаме двајца повредени играчи, тешко повредени, што не може да настапат од првиот состав. Така без нив играчкиот кадар ни е мал и без нив тешко ќе биде, али натаму се надеваме и не се откажуваме. Ќе одеме на победи на секој надпревар и да можеме да повторно да бидеме на првото место. Пионерската екипа на Фудбал Старс исто така забележа победа против премиерот Крива Паланка, при што гостите беа совладени уште поубедливо со резултат 6:3.
Сепак и покрај успехот, нашите момчиња остануваат на предпоследното место на табелата со освоени само 8 бода. Во рамки на Општинската фудбалска лига во младинска категорија, Фудбал Старс како домакини се сретнаа со екипата на Чешиново, при што ги поделија бодовите играјки нерешено 2:2. Во детската лига пак се играа надпревари со екипата на Кочани, при што генерацијата родени 2003 победи со 5:2, генерацијата 2004 со 6:0, а генерацијата 2005 ги совлада своите противници со 3:0. Вестите на Канал 8 завршија. Ви благодариме што бевте со нас. Имајте убава вечер. Довидување.